Синоќа за прв пат во нашата земја е изведена трансплантација на срце, односно трансплантација од починат донор. На клиниката за кардиохирургија во Скопје по 6 часа операција, во 2 часот по полноќ беше трансплантирано новото срце во телото на 54 годишен пациент. 2 бубрега од истиот донор се трансплантираа на клиниката за урологија, кај 2 пациенти со хронична бубрежна слабост. Од Сдруженијето на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето Храбро срце се среќни што конечно работите се придвижија во позитивна насока, бидејќи тие веќе неколку месеци бараат да се започне итна кампања за органодарителство. Значи, ние околу органодарителството во Македонија немаме доволно информации. Јас не би рекол дека тука нашиот народ не знае, си е со ниска свест. Напротив, јас имам високо мислење за мојот народ и мислам дека хуманоста и солидарноста секогаш ја покажувам на дело. Но на нас ни фали една кампања која треба да ги информира луѓето што е законот, што тие всушност по закон можат да направат, што можат да направат по собствена волја. Еве нека ова ноќ биде показател, ова семејство херој да не упати како ние треба и што треба да направиме натаму, зашто ова е нешто што е од највисок ранг на хуманост кај човекот. Досега 3 лица во земјава имаат направено трансплантација на срце, но операциите ги правеле во странски кардиоцентри. 40-годишниот Наги Пали од Гостивар, на кого пред 6 години зафатот му бил извршен во Виена, Австрија, вели дека го живее вториот живот. Тој порачува граѓаните да бидат хумани и органодонорството конечно да добие зелено светло од државата. Кај мене се беше успешно, ама многу една година месец. Живеам нормален живот, да ми кажам право и подобро од другиот живот што ги има. Повише среќа имам со ова срце. Секогаш луѓе се треба да почине некој, не да живе некој. Тоа не е така. Тоа како е почине. Тој е клинички почина, тој не може да се спаси. Ако тој не може да се спаси, зашто осум други луѓе да не се спасат и осум што чекат? Од Сдруженијето Храбро срце имаат неколку барања. Сдруженијето Храбро срце ги повикува надлежните институции да ни одговорат на нашите барања во поглед за трансплантацијата, подигнување на националната свест кај народот за органодарувањето. Од Фондот за здравство бараме да се даде одговор на нашите барања, затоа што поставивме пред 3 месеци, да конечно биде тоа државата да ги покрива трошоците, кои што не се ни малку ефтини. Во нашата земја над 20 лица имаат потреба од трансплантација на срце. 10 од нив немаат никаква механичка поддршка, а 11 пациенти моментално имаат вградени пумпи. Немладиот пациент во земјава кој чека на ваква операција е 13 годишно девојче. За жал, 2 болни веќе починаа и не дочекаа ниту шанса да им биде трансплантирано срце.